да учествувате на оваа иницијатива на Високата школа за новинарство и односи со јавност, тоа е уште еден доказ дека постои интерес да унапредуваме професијата односи со јавност и да осмислуваме активности кои што би довеле до понатамошно исполнување на целите на професијата, како едно подобро разбирање меѓу сите тие кои што комуницираат со нас преку реализирањето на активностите како дел од програмите за односи со јавност. Пред да навлезам накратко во она што значи презентација на темата која што најави мојот колега, она што би сакала да го потенцирам дека една од основните определби на професијата е дека треба да се доведеме во ситуација да постигнеме заемно разбирање, комуникација, диалог. Тоа е значи една од суштинските определби кои што ќе ни помогнат да ги оствариме своите цели како некој кој што действува во полето на односите со јавноста, но и да постигнеме разбирање и да ги исполниме потребите на целните групи. Ова го кажувам од причина што тоа е нешто што исто така треба да ги одликува и односите со јавноста кога станува збор за комуникација на меѓународен план и кога станува збор за интеркултурните комуникации. Она што денес ќе го кажам накратко во однос на оваа тема не е ништо поразлично од тоа што треба да биде стратешка определба и врвна определба во односите со јавноста. Значи, она од што почнав, да имаме разбирање, диалог, комуникација, исполнување на потребите на целните групи, односно оние со кои што комуницираме и кои ни се потребни за да ги оствариме своите програми, својата визија и да понатаму да се обезбедиме и понатамошен успех на самата професија. Би почнала од тоа што би сакала да потенцирам дека со експанзијата на меѓународниот бизнис, интеракцијата станува многу посложена. Станува посложена од причина што комуницираме со голем број целни групи, институции, организации, поединци кои што имаат различни уверувања, различни вредности, различни потреби и сето тоа треба да биде една од примарните обврски на оние кои што се занимаваат со односи со јавност, значи да ги регистрираат тие потреби, да ги согледаат вредности, да постои една јасна перцепција со кој се ние комуницираме. Комуникацијата подразбира значи дека зборуваме, односно действуваме со различни целни групи кои што се и во рамки на нашиот простор, во нашите граници на национално ниво, но и вон нашите граници. Ова го спомнувам од причина што комуникацијата во односите со јавноста не значи дека ако действуваме на меѓународен план, дека таа ќе биде многу поразлична од комуникацијата што треба да се одвива внатрешно. И во внатрешната комуникација, во рамките на границите на една држава или во една општина, или па дури во рамки на една организација или институција, подразбира дека треба да ги уважиме потребите на сите, вредностите на сите, дека треба да разбереме дека постојат различни определби, припадност на различни култури, се зборуваат различни јазици, се размислува поинаку и така натаму. Значи, различностите постојат насекаде и тоа е нешто што треба да представува една од врвните работи кои што треба да ги земе предвид професионалецот во односите со јавноста. Во односите со јавноста се поставува едно клучно прашање: на кој начин треба да и се обратиме на публиката? Тоа е прашањето што треба да си го поставиме и во интеркултурните комуникации преку односите со јавноста, и во меѓународната комуникација, и во комуникацијата, како што реков, и во рамки на нашите држави или пак во рамки на нашите институции. Што е тоа што ќе ги задоволи очекувањата на целните групи, тие со кои што комуницираме, а истовремено ќе значи и пласирање на нашата порака. Понатаму значи следното прашање: кои се пораките со кои што ќе им се обратиме? Дали тие пораки соодветствуваат на потребите на целните групи, дали ги уважуваат нивните вредности, дали сме зеле предвид како е да се ставиме во позицијата на другиот, да размислуваме од негова перспектива и да видиме што е тоа што сакаат да го слушнат, а што е пак тоа што ние како пиар професионалци во односите, значи стручњаци во односите со јавноста, можеме да го кажеме и ќе значи одраз на нашата мисија, нашата визија како треба да работиме понатаму. Од тука произлегуваат и главните предизвици во интеркултурните комуникации, а тие би биле, значи, да ги утврдиме, проучиме и разбереме различните перспективи и навики на глобалната публика.
својата група, својата култура, својот начин на размислување, да не ги користиме како стандард за да оценуваме дали тоа што се размислува на другата страна, тоа што е перцепција, вредност, култура на другата страна е нешто што е правилно или не. Тоа е еден од главните проблеми кои што се појавуваат во интеркултурните комуникации и е прашање кое што заслужува на вистина особено внимание со цел да не дојдеме во ситуација да направиме грешки во нашите заложби во односите со јавноста. Понатаму, постои поистоветување, значи една паралела меѓу меѓународните односи со јавноста и интеркултурните комуникации од причина што заедничкото нешто што се појавува тука, односно точките на поврзаност се комуникацијата и културите. Повторно, значи, се враќаме на тоа колку е клучна комуникацијата и колку е важно да ги разбереме културите или вредностите, определбите кои што ги имаат другите. На ова би се надоврзала со еден пристап кој што лично го сметам за многу ефикасен, а тоа е така наречениот пристап на дијалошка комуникација. Што подразбира тој пристап на дијалошка комуникација? Значи да имаме еднаквост кон целните групи. Да не поставуваме само менаџерски цели во односите со јавноста кои што ќе значат на најдобриот начин да ги исполниме своите замисли, да реализираме одредени активности, да го оствариме 6-месечниот или годишниот план, а при тоа да не ги земеме предвид потребите на целните групи. Да ги признаеме вредностите на другите заради долготрајна и стабилна поврзаност. Значи, ова е еден од клучните начини како ќе се обезбедиме соработка со оние со кои што комуницираме не само додека ја реализираме својата програма за односи со јавност, туку и понатаму, бидејќи тие секогаш ќе ни бидат потребни во ефективната соработка и во ефективното остварување на нашите цели. Да ги уважиме и разбереме потребите на сите. Не секогаш ќе бидеме во можност да одговориме на потребите кои што сме ги регистрирале, но многу е важно да одговориме на начин кој што ќе значи исполнување и на нашите зацртани цели, но и задоволување барем на дел од она што го очекуваат целните групи со кои што комуницираме. Што е она што се покажува дека е од суштинско значење во меѓународните и во интеркултурните комуникации? Значи, најпрво, неопходно е да се утврдат карактеристиките на ситуацијата. Ништо поразлично од тоа што би го правеле ако действуваме во рамки на нашата држава или на одредена локација. Значи, треба да утврдиме каков е контекстот, зошто мораме да реализираме нешто такво како што сме замислиле, каде има потреба да се реагира, што ќе предизвика промена. Тие се многу главни некои од најглавните прашања на кои што треба да биде одговорено ако сакаме да имаме успешна програма за односи со јавност. Понатаму, пред воопшто да излеземе на терен и да направиме нешто што ќе значи комуникација на меѓународен план и вклучување во интеркултурните комуникации, да видиме кои би биле посакуваните ефекти кај целните публики. Што сакаме да постигнеме кај нив? Каква промена сакаме да предизвикаме? Многу е важно да ја откриеме мотивацијата на другите, но да ја откриеме и собствената мотивација. Може би звучи малку нескромно, но сепак многу е важно во односите со јавноста да ја утврдиме и нашата мотивација. Не работиме само во интерес на и действуваме само во интерес на луѓето со кои што или групите со кои што ќе комуницираме, туку работиме и во интерес на исполнување на собствените програми. И како од тука, земајќи ги предвид сите тие аспекти, како да направиме една вистинска комуникација, да создадеме едно значење кое што ќе ни одговара сите нам. Кои се трендовите во односите со јавноста кога станува збор за меѓународните и интеркултурните комуникации? Почнува да се менува фокусот од фокус кон остварување на организацијските, агенцијските цели, институционалните цели, зависи за кој субјект станува збор, навлегуваме во еден пристап кој што се нарекува ко-креацијски пристап, односно нешто со што ќе создадеме некакви значења, некакви перцепции, производи во нашата комуникација со другите, што ќе значат повторно заедно задоволување на целите. Се фокусираме значи на нашата поврзаност со целните групи и водиме сметка тие да бидат континуирано вклучени. И самите знаете дека кога ги реализирате своите програми за односи со јавност и своите активности, дека комуникацијата со целните групи е од особено значење и нивната вклученост, непосредна вклученост во пренесувањето на гласот на она што е ваша клучна порака да ги искористите, условно кажано, оние кои што стојат наспротив вам, тие кои што може да ви помогнат и да кажат што всушност сте сториле вие со таква комуникација. Действувањето во односите со јавноста на меѓународен план
исто така подразбира, значи севкупно разбирање на контекстот, нешто што го кажав и претходно, но го повторувам од причина што значењето на овој елемент во комуникацијата е многу големо. Понатаму да ги разбереме локалната култура, јазик, обичаи и така натаму со цел да ги создадеме соодветните значења и пораки. Мораме да направиме едно коректно и вистинито интерпретирање на однесувањето на другите, бидејќи тоа е клуч во објаснување на нејасните нешта во интеркултурните комуникации. Не е доволно само да кажеме дека нешто е различно од нашиот начин на размислување, од нашата култура, од нашите вредности, определби, туку треба да одиме и чекор понатаму да го дадеме вистинското објаснување. Објаснување кој што може би до одреден момент сме го немале и ние самите, туку сме го научиле, сме го разбрале и така и го пренесуваме на еден објективен начин кој ќе овозможи да ги разбереме сите тие кои што се поразлични од нас. И да ги најдеме секако вистинските комуникацијски канали, односно методите на комуницирање, нешто што секогаш и вообичаено се поставува како прашање во односите со јавноста. Кој е најдобриот начин за да комуницирам со тие кои што се одредени како наши целни групи? Дејствувањето во односите со јавноста подразбира, значи да создадеме еден сензибилитет околу другите култури, но исто така и да бидеме етични во своето дејствување. Да постигнеме едно задоволително ниво на емпатичност, кое што повторно значи уважување на тоа што се манифестира на другата страна. Доверба во комуникацијата со различни целни групи, понатаму отвореност да покажеме кон новото културно окружување или кон тоа културно окружување со кое што секојдневно се соочуваме, а кое што можеби не прави поразлични во нашето културно окружување. Приспособување и соработка со новата култура, но секако и да процениме што е тоа што е стварено. Повторно ќе речем дека не е важно само да ја реализираме својата програма, да ги ствариме своите акцијски планови, своите 6-месечни или годишни планови, туку мораме да направиме и процена на она што е стварано. Дали сме ги постигнувале очекуваните ефекти, дали сме најшле на некаков проблем, бариера во таа комуникација, што понатаму треба да бидат разрешени на еден малку поразличен начин, земајќи ги предвид културните особености и карактеристиките на групите со кои што сме комуницирали. И овој дел би го заокружила со тоа што би сакала да го потенцирам значењето на она што се нарекува откривање на културната метафора во односите со јавноста. Што е тоа со што се поистоветуваат луѓето во дадена култура? Дали има нешто посебно кое што доколку ние го земеме предвид, ќе ја направи нашата програма поефикасна, ќе донесе поголеми резултати, а од друга страна ќе им овозможи на тие со кои што комуницираме да почувствуваат дека сме емпатични со нив, дека сме ги зеле предвид нивните потреби, нивните специфики, културата на која што припаѓаат или пак елементите кои што ќе значат некакво поистоветување. Значи мојот личен апел е секогаш да се обидуваме без разлика каде дејствуваме, да откриваме токму оваа културна метафора која што ќе ни овозможи сите нам да бидеме ефикасни во своето дејствување како професионалци во односите со јавноста. Благодарам.